Благодарам, председателе. Ке започнам од план за живот 2016 повторно. Приоритетни проекти: изградба на нов клинички центар, автопат Велес Приле Битола, поврзан со заобиколницата до Меджитлија. Овие се два последователни амандмани поднесени од нас. Денес сме 2022 година, 1 метар квадратен асфалт немате турено на патиштата. Што се однесува во однос на влезот кој што го направила градоначалничката, колешката Жаклина да праша точно дека влезот на Битола го започна предходниот градоначалник, беше направен до половина. Една година пред завршувањето на мандатот градоначалничката Наташа продолжи да го доправи, па нашиот градоначалник Тони Коњановски го заврши. Така да тој е проект од времето на ВМРО ДПМН, е започнат, до пола реализиран. За жал, Битола како град нема ни едно автопатско поврзување. 22 години нема метар асфалт турено, ниту па дупките се пополнети. 2001 и 2002 се правеше патот, се рехабилитираше Битола Прилеп, експресниот пат Битола Охрид и на Плетвар, и од тогаш ништо не е направено. Во Битола го имаме РЕК, еден гигант, рбетот на енергетиката, наместо кое што 70% од струјата е обезбедена од тој рударско-енергетски комбинат. Ја имаме на Пелагонија житница, која што може, имам кажано, човек да роди, наместо да вложува државата во Битола и во југозападниот регион, вие ја запоставивте Битола точно како да е слепо црево. И затоа не знам по кој пат поднесуваме овие амандмани и вие секогаш ги одбивате. А на сајтот на јавното предпријатие стои, уште еднаш ќе прочитам, доколку се обезбедат средства во 2022 година. А во буџетов, во ребалансот, она што ми падна во очи, проект за олеснување на трговијата и транспортот, намалување минус 47,7%. Проект за локални патишта минус 32,2%. Инвестиции во патна инфраструктура минус 38,0%. Едино имате зголемување во гасификацијата, ама разни трансфери имаме 80,3%. Зашто ќе ги трошите овие пари од разни трансфери, мене не ми е јасно. Ви благодарам.